Почитувани, од самата појава на коронавирусот во нашата земја, целите на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беа јасни. Да помогнеме на што повеќе граѓани, да зачуваме што повеќе работни места, да ги поддржиме компаниите на нашите сограѓани, но и да ги поставиме темелите за трансформација на македонската економија. Заклучно со 14 мај, извршена е исплата од околу 14,3 милиони евра на 10.103 фирми преку мерката 14.500 денари по вработен. За оваа мерка поднесени беа вкупно 23.861 барање, а се однесуваат за 21.542 компании. За оваа мерка имаат аплицирано и 6.000 самостојни вршители на дејност или повеќе од 45% од регистрираните. Во целост е реализирана и првата бескаматна кредитна линија COVID-1. Одобрени се 738 кредитни барања за компании со вкупно 6.524 вработени кои ги исполнуваат условите. 77% од одобрените компании се микро до 10 вработени, 51% од одобрените компании се од дејноста на угостителство, а 43% од одобрените компании се од дејноста на транспорт. Заклучно со вчера се исплатени 2,9 милиони евра од одобрените 4,7. За последната група одобрени неопходни се неколку дена додека се потпишат договори и да се воспостават одобрувања. Во врска со бескаматната кредитна линија COVID-2, заклучно 13 мај, завршија 15 дена од јавниот повик за аплицирање. Според информациите кои ги имаме од банката, пристигнати се околу 4.340 апликации. Економскиот совет на СДСМ го финализира и третиот сет на мерки за директна поддршка на граѓаните и домакинствата преку јакнење на јавната и приватната потрошувачка. Се работи за долгорочен сет на мерки во кои се опфатени сите индустрии и граѓани кои се погодени од кризата со коронавирусот, а кои ќе овозможат модернизација, трансформација и конкурентност на македонската економија. Вкупната вредност на мерките од третиот сет ќе изнесува околу 355 милиони евра, а опфатени ќе бидат 730.000 корисници. Со овој пакет, вкупната помош за економијата од трите сета мерки изнесува 1 милиарда евра, што е речиси 10% од бруто домашниот производ. Почитувани граѓани, заедно ќе го изодиме овој тежок пат и верувам дека заедно ќе излеземе од оваа криза уште посилни. Ви благодарам.